Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, на деструкциите, блокадите и насилството не има место во законодавниот дом, во Македонското собрание. Собранието треба да биде институција за креирање подобри закони во секојдневна борба за заштита на стандардот на граѓаните, а не алатка за предизвикување на штета на граѓаните и на целата држава. Среде најголема енергетска, економска криза во Европа по Втората светска војна, кога собранието треба да носи ефикасни решенија за граѓаните, ВМРО-ДПМН најавува нови блокади. Патот кој што по налог на Никола Груевски го избира ВМРО-ДПМН е погрешен и тој не значи штета за Социјалдемократскиот сојуз, не значи штета за владата или за мнозинството, туку е директна штета за граѓаните и државата. Како на Мицковски да не му е доволно што цела година пратениците од ВМРО-ДПМН овде во собранието блокираат важни закони кои што се за граѓаните. Како да не му е доволно на Мицковски што го блокира законот за наставници и стручни соработници во основните и средните училишта. Со блокадата на овој закон, ВМРО-ДПМН е против наставниците среде криза да имаат покачување на нивните плати, спречуваат трајно вработување на околу 4700 наставници и стручни соработници. ВМРО-ДПМН го блокира и законот за служба во армијата, кој обезбедува подобри услови за пензионирање и повисоки опремнини за војниците. И тоа не му е малку на Мицковски, па најава нови засилени блокади на собранието. Апсолутно незаинтересиран за било кој реален проблем на граѓаните, во паметот му е неговата партиска фотелја во ВМРО-ДПМН и својата политичка агенда. Пратениците добиле доверба од граѓаните не да блокираат, туку да работат, да предлагаат и носат законски решенија кои што го напредуваат квалитетот на животот на сите граѓани во нашата држава. Потсетуваме, пратениците земаат плата од граѓаните и таа плата треба да си ја заработат, а не да прават штета. Благодарам.